Кеот на реката Брегалница кај мостот во населбата 8 ноември е со сменет лик. Интензивно се работи на уредувањето на новите пешачки патеки, а таму доминантно е и хортикултурното уредување. Јавното предпријатие ИСАР активно е вклучено во активностите. По барање на граѓаните, иницијатива на локалната самоуправа, почна уредување на овој дел од градот. Ние кој јавно предпријатие максимално сме вклучени во реализацијата на овој проект значаен за граѓаните, бидејќи гледам дека интересот на самите граѓани е доста голем. Како јавно предпријатие учествуваме со одредени садници, значи платаните ќе бидат обезбедени од страна на јавното предпријатие, се врши во моментот подсејување на целата оваа површина со тревно семе, а можете да видите дека и вршиме кастење, односно санитарно-техничка сеча на целокупната дрвена маса која што ја има овде, се со една цел, значи за подобрување за условите на граѓаните, бидејќи гледате дека овде се створи едно убаво катче за релаксација и рекреација на граѓаните на нашиот град. Инаку работната единица паркови и зеленило на јавното предпријатие ИСАР ова зима е постојано на терен затоа што топлото време дозволува да се реализираат проектите. Температури дозволуваат многу работа, нови површини уредување, отваѓање нови површини. Само да напоменам дека еден од најстарите паркови можеби во градот, оваа година конечно ќе си го добие својот заслужен изглед. Станува збор за паркот измеѓу ресторан Бриони и шумско стопанство Серта, така наречен Влахчево Лојзи. Така да се надам дека оваа година и тој парк си го добие својот заслужен изглед со сите паркови содржини. Исто дрворедите, исто булеварите, обновени се сите кружни текови во градот, кај Лукоел, во Стопанска банка, во план е изработка на кружниот тек кај Базалт, во населба Автокоманда. И се разбира, сите паркови површини ќе бидат надополнети со нови садници, цвеќето е веќе во тек, во изработка, пикирано во нашиот расадник и ќе имаме наше производство на цвеќе. Напоредно со уредувањето на кеот на река Брегалница, јавното предпријатие ИСАР ќе работи и во другите градски населби. Покрај уредувањето на зелените површини ќе се обновуваат и клупите за одмарање, а градот ќе добие и нови корпи за отпадоци.